Во чест на Видео Подгорец, најплодниот писател за деца, патеписец и раскажувач, деновиве во Струмица и неговото родно Колешино се собраа сите кои директно или индиректно се вклучени во детското литературно творештво. Неговиот лик и дело треба да бидат подстрек за нови творечки достигнувања, но и да се мотивираат најмладите да се дружат со книгата и пишаниот збор. Да го приближиме оно што Подгорец го напишал за најмладите, но и да ги испровоцираме најмладите да пишуваат. Затоа оваа манифестација има за цел да го стимулира детското творештво, но да стимулира и нови автори кои што ги пишуваат за деца. По неколку годишна пауза, повторно живеа средбите под јаворите. Манифестација посветена на Видео Подгорец кој зад себе има 108 дела. Писател со чии раскази и дела израснаа сите деца во земјава. Мотивите и пораките од неговото дело се целосно во допир со таа реалност со која детето треба да се соочи, во неа треба да живее и со неа да се бори. Таквата трезвеност во пристапот кон децата и во калкулирањето со детскиот аспект скоро и да не се среќава кај друг македонски писател. Творештвото на Подгорец треба да биде урнек за сите писатели и ги презентира сите можни начини на литературно искажување. Автор кој што ги имаше моćните енергии на магијата на зборот и знаеше да ги отклучи внатрешните сетивни, суптилни творечки напливи, плими и од нив да трансформира исказ кој што ќе вибрира и својата творечка гравитација ќе ја има, се разбира, пловидбено врз еден поширок простор. Многу благодарен, а се надевам дека и мојот учител Видео Подгорец, чиј дух шета овде под Беласица, под Горијето, дека и тој е горд на таа издавачка куќа. Благодарам јас и на сите оние што ја помогнаа оваа манифестација. Таа се одржува по 17 пат, но за мене тоа како да се одржува по прв пат, зашто има една нова физиономија, има една екипа која јас можам да кажам дека даде еден нов дух, тоа е една локомотива која ќе повлече вагоните, нели да одиме сега напред, зашто јас веќе бев помислил дека полека манифестацијата ќе згасне, зашто немавме некои разбирање од Министерството за култура, па морам да го кажам. За еден наш човек, за еден Балзак, кој е македонски Балзак, не можеше да се најде, да речеме, некоја разбирање. Во рамките на манифестацијата се одржа и научно-креативни работилници, беа доделени наградите за најмладите писатели, бидејќи на оваа манифестација стаса 600 литературни творби од ученици од сите училишта во земјава.